Во контекст на позначајните движења за ослободување на македонскиот народ од турското робство, спаѓа и востанието во Кумановско-Кривополанечкиот крај во 1878 година, кога населението се крева на борба за своја национална и социјална слобода. Богатството од настани со кои се карактеризира Кумановскиот крај од 16 до 19 век своја рефлексија има и врз културното творештво. Од овој период се регистрирани 35 цркви и манастири, како и 550 икони со уметничка и културна вредност. На страниците на македонската историја, 11 октомври ќе остане за секогаш запишан како највисок револуционерен дострел во праведната борба на македонскиот народ за своја национална и социјална слобода. Кон крајот на 1943 и во почетокот на 1944 година, народно-ослободителната борба достигнала широки размери во Кумановскиот крај, со што во најголем дел бил ликвидиран управно-административниот и полициски апарат на бугарскиот окупатор. На 11 ноември 1944 година, Куманово конечно е ослободено. Во рамките на народно-ослободителната борба, придонесот на Куманово и Кумановско е достоен за почит. На пиедестал на неговата слобода, трајно ги вградија животите над 800 борци и жртви на фашистичкиот терор.